Македонските прволигаши активно работат на ростерите за новата сезона. Дел од нив веќе ги запалија моторите и се подготвуваат за новата сезона. Пред се екипите кои ќе настапат во Европа. Тикфеш, Кенди и Струга кои ќе бидат представници во Европа, веќе десетина дена се во активен тренежен процес, а дополнително се договорија пријателските надпревари преку кои ќе темпираат формата, за што веќе објави телевизија М-нет. Без саграде конкурентен тим, најавите на телевизија М-нет добива на потврда, па така Горан Селјановски, Костан Захов, Меджид Незири, Башкин Велија и Адаме Самаке ќе бидат нови играчи на битантот во првата лига. Екипата на гостевар се заслеи со Дарко Глишича пред потписи Костен Чешмеджиев. Македонските второлигаши се уште се на заслужен одмор, но веќе ги кројат тимовите за новата сезона. Иван Вардиновски останал на тренерското столче во Детонит Плачковица, за што објави телевизија М-нет. Ардовишкиот тим веќе разговара за неколку нови засилувања по успешната сезона. Вардарски, кој се врати во втората лига после 27 години, го промовираше Васе Бекјаров како нов шеф на стручен штаб. Веќе се вршат и санации на градскиот стадион во Богданци, а раководството работи на неколку засилувања кои треба да пристигнат во Богданци. Беласица преку промоција на млади играчи минатата сезона. За новата сезона ќе има амбиции да ги напаѓа местата за првата лига. Па Струмичкиот второлигаш веќе работи на ангажирање на 3 до 4 квалитетни прволигашки засилувања. Брегалница од ден во ден губи по еден играч. Странците немаат право на настап во втората лига. Па така тие ќе си заменат од Штип, но заминуваат и македонските играчи. По заминувањето на Михаел Маневски и Ѓорги Ѓоргиев од екипата заминува Горан Селјановски кој кариерата ќе ја продолжи во Беса. На трансфер пазар активни се ракометните клубови, па така Еврофарм Пелистер 2 кој испадна од Суперлигата по пораз од Радош во автокоманда, ќе го задржи речиси целиот тим и ќе работи активно на експресно враќање во Суперлигата. Дебитантот во ракометната елита, екипата на Бесимов од Велес ја продолжува соработката со Филип Силјанов и Илија Табаков. Екипата на Бесимов исто така работи на враќање на некои од поискусните велешани. Мартин Димов е представен како прво засилување на Бесимов. Како што веќе објави телевизија М-нет, Дарио Кофиловски е нов играч на Тиквеш, додека пак Радовиш веќе започнува да работи на буџетот за новата сезона по враќањето во Суперлигата и со тоа ќе започне да крои росторот за новата сезона.